Агенцијата за цивилно воздухопловство, македонска навигација, полиција и царина, почитувани представници на медиумите, дами и господа. We have just celebrated the first departure from Skopje from Skopje International Airport to Baden-Baden by Wizz Air. Само што го испративме првиот лет од меѓународниот аеродром Скопје до Баден-Баден. Sending our passengers to the city near the border of France, known as the Spa Town in southwestern Germany. При тоа ги испративме нашите патници до овој град кој се наоѓа во близината на границата со Франција, а познат како градот на бањите, сместен во југозападна Германија. Tomorrow on 20th of March, the first flight Skopje to Bremen will be realized as well by Wizz Air. Утре на 20 март повторно ќе го испратиме првиот лет, овој пат од Скопје до Бремен и повторно отслужуван од страна на Wizz Air. Bremen is the final stop of the German fairy tale route, which is a 600-kilometer path that begins in Hanau, the birthplace of the brothers Grimm. Бремен е последната станица од рутата на германските бајки, која што представува патек од 600 километри, а која започнува во Ханау, родното место на браќата Грим. It's a beautiful city, Google it. Навистина интересен град, побарајте го на Google. Baden-Baden and Bremen are two new regular round trips destinations launched by Wizz Air from Skopje International Airport. Баден-Баден и Бремен се двете нови редовни линии на Wizz Air од меѓународниот аеродром Скопје, кои ќе функционираат преку целата година. We believe that our passengers will find these new destinations exciting and will use frequently discovering the new destinations as an exciting place. Ние веруваме дека овие нови дестинации ќе бидат навистина возбудливи за нашите патници, кои често ќе ги користат како дестинација, при тоа ќе откриваат и нови авантури. With Baden-Baden and Bremen, the destinations from Skopje Airport to Germany will increase to 10. While the total number of destinations from Skopje will increase to 39. Со додавањето на Баден-Баден и Бремен, бројот на дестинации до Германија станува 10, додека вкупниот број на дестинации од Скопскиот аеродром 39. With the launch of the new destination, Wizz Air will base their 5th aircraft to Skopje International Airport, which is a very important step forward for the airline, showing their continued investment in Skopje Airport. Со отварањето на новите рути, Wizz Air исто така ќе го базира својот 5-ти авион во базата на Скопскиот аеродром, покажувајќи ја нивната посветеност на постојани инвестиции во нивната база во Скопје. As for the passengers growth at Skopje International Airport and Ohrid St. Pauli Apostel Airports, yesterday we had an event for the opening of two new routes, Malmö and Milano, from Ohrid St. Pauli Apostel Airports. We as TAV Macedonia expect that this growth will continue in the same pace. Што се однесува пак до порастот на патници на аеродромот во Скопје и аеродромот во Охрид Свети Павле, вчера всушност го имавме првиот настан со отварањето на двете нови рути, односно летови до Малме и до Милано се извинувам, и повторно од аеродромот во Охрид. Што се однесува до ТАВ Македонија, ти очекуваат зголемен пораст и пораст кој што ќе биде со горе-долу слично темпо. During January and February 2019, a total of 305,246 passengers traveled through both Macedonian airports, which is a 7% annual increase. We closed the 2018 with a total number of 2.3 million passengers at both airports, with 16% annual increase, and 19,750 flights, which is a 9% annual increase. Во текот на јануари и февруари 2019 година, вкупно 305.246 патници патувале преку македонските аеродроми, што представува годишен пораст од 7%. Завршивме годината со вкупно 2.3 милиони патници на двата аеродрома, со 16% годишен пораст и со 19.750 летови, односно 9% годишен пораст. I would like to thank to the government, to Wizz Air, for their commitment and development of the aviation market. And last but not least, I would like to thank involved institutions such as the Civil Aviation Agency, Macedonian Navigation, Police and Customs for the good cooperation we have. With this being said, I would like to invite the Minister of Transport, Mr. Sugareski, to make his speech. Thank you very much.
Би сакал да се заблагодарам на владата и на Визер за нивната постојана посветеност на развојот на авијацијскиот пазар. И на крајот, но не помалку важно, би сакал да им се заблагодариме на сите институции кои се вклучени во аеродромските операции, како Агенцијата за цивилно воздухопловство, Македонска навијација, полиција и царина за добрата соработка која имаме досега. Со ова би сакал да отстапам збор на господинот Сугаревски, министер за транспорт, да ви се обрати. Повелете. Благодарам, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. Вчера ја промовиравме линијата Охрид-Малме, денеска на заедничко задоволство на сите нас промовираме две нови линии. Скопје-Баден-Баден е новата дестинација што ја воспоставува Визер и истата дел од договорот за финансиска поддршка. Од денеска од Охридскиот аеродром се воспоставува и линијата Охрид-Милано, која исто така е дел од договорот за финансиска поддршка. Верувам дека ова е еден добар показател како го развиваме авиособрајкиот во земјава. Како одговорна влада, авиособрајкиот е ставен на високо ниво на нашата агенда. Крајната цел е да имаме квалитетен и безбеден авиособрајке. Верувам дека вака поставените политики ќе ги оправдаат плановите на Министерството, а со тоа се воспоставување на нови дестинации за граѓаните како изголемување на бројот на туристите. Тоа што сакам да потенцираме фактот дека имаме континуиран раст на бројот на патници. Очекувам таа бројка годинава да достигне на над 2 милиони, што дополнително не охрабрува да размислуваме дека капацитетите на двата аеродроми се неискористени. Нашата задача во наредниот период ќе биде да привлечеме што повеќе авиокомпании кои ќе понудат нови дестинации во Европа и во светот. Во однос на средствата за финансиска поддршка, предвидени се вкупно 312 милиони денари или околу 5 милиони евра за период од 2019 до 2022 година. Владата преку Министерството за транспорт и врски ќе додели еднократна финансиска помош во износ поддршка во износ од 40.000 евра за секоја нова дестинација воведена од двата аеродроми. За секоја нова дестинација воведена од меѓународниот аеродром Скопје ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра по патник во заминување во првата година од договорот, 8 евра по патник во заминување во втората година од договорот, 7 евра по патник во заминување во третата година од договорот. Во оваа прилика сакам да упатам честитки на ТАФ, како и на компанијата Визер. Тие и понатаму остануваат наш партнер во развој на авиособрајкеот во нашата држава. Благодарам.